Сите гуми собра во гаражата. Еве крампони какви што ни требаат сега за во Австрија. Let's go. Затвори тоа. Тоа преđe позади. Så глаз ги влезе назад овие гуми. Roar! 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 Парково Ита. Итван. Итван. А Ита шо е? Ништо. Ништо не знаеш ти маđarски. Епа екипа стигна гумите. General Grabber. Вау! Не знам колку се нашите сега, сигурно са или Б за потрошња, овие се Д. Леле. Значи Б се за лизгање, за пролизгување на дожд, за снег се 75 децибели на звучност. Good for us. Да ги оставиме вака или да ставиме раткапни пак? Вака. Гледа по-кул, нели? Да. А малецки се. Ще ја да удрам. Па појако бе. Ја боли многу. Завршиме со гумите, супер изгледат, а сега идеме да јадеме кинеско и Макдоналдс. И Макдоналдс ни е кинеско. Како е со новите гуми? Вика ќе биде побучно. Малце, може би. Ама јас не слушам. Не приметувам разлики со Не. тоа. Некако постабилно ми изгледа, искрено ви кажам. Oh no! Држи ги со нозете. Touch them to get. Vigyázz, ne engedd kigurulni. Nem engedem. Ajde, drži. Така. Добри. Пред да напуштиме Унгарија, да одиме во Австрија, ќе одиме малце да пазариме во Lidl, затоа што мислам дека Унгарија е малце поевтина. Орев има на промоција. Јас сакам кикирики. Не беше големи? To sakam za salata što Оваа врекичка ја ставам до мењачот и кркаме јаболки цел пат. Ако некој месар гледа да ја почне дека ја разабодавате вакво, цецка на сланина, партал ќе биде за секоја манџа, за секоја ја или кајгана, многу се добри овие. Унгарско вино. А еве 100 евра Унгарија. Имаме доста месо земено, имаме околу 10 оброци сигурно овдека сега. Што прибрат? pije tamo. Samo što razmišljam. Kaj si ti? Може да има? Да. Ајде. Завршивме со шопинг, ново стотче. Сега движиме накај град Австрија. Willkommen in Österreich. Само што влеговме во Австрија, нема да купуваме винјета, бидејќи ќе одиме по регионални патишта. Во Австрија се многу добри регионалните патишта, така да немаме гајле со тоа. По регионални патишња повеќе гледаш, повеќе уживаш во културата и во убавината природна што има државата. Човече, какви им се улици, бе, какво е од страна све средено, тоа е... Немам зборови. Прво ставање бензин во Австрија, тука е евро 48 за литар и во Австрија сам се ставаш бензин. Што е тоа тип? Типс, да му даеш, да го бакшиш, како на келнерите во Скопски мера кога им даваш. До сега 60 евра. Јадеме риба, Марк. Така правиме додека возиме во пекачот, тука доле. Коментира некој дека не е сейф. Сега го користам пекачот што работи со струја. Рипчиња денеска. Ставив хартија, малце зејтин и толку. Бидејќи додека возиме ни се и кокошки. Бидејќи додека возиме ни се полни струја во комбето, го користиме пекачот кој троши многу, така да ома таа се враќа назад. И кога ќе стигнеме у кам нема да мора да трошиме струја. Тоа е топ.
целта на оваа авантура ни е да одиме да ги видиме златните есенски бој на Алпите, конечно да откриеме нашата авантура и мислам дека сме на време. Сега сме се уште во југоисточна Австрија и тука е се уште зелено, но гледаме дека неколку дрва веќе менуваат боја на листовите, така да мислам дека е право време да ги видиме оние прекрасни златни нијанси. Там. Ево. Тука пишува дека може за кампер. Там може да кампираме. Да. Ние можем да си трчкам. Дали има место? Место ми е дека ќе има. Right under the tree, yeah? Yeah. Why not? Стигнавме прва станица во Австрија. I'm Sam Stefan, им Sam Stefan. Чекай, како се викаше место? И thank you, некам тоски крики. Кереме дивче сега. Санкт Стефан in Rosenthal. И тука е без пари да се паркираш, има многу кампери, те негде поминуваат, не верувам дека некој седи тука на подолго, но ова е дозволено место за кампирање, овозможено од општината. Имате струја доколку сакате да си платите. Има да чистиш тоалет. И тоа е со пари. И тоа се пари? Да, Добро, нормално. И имаш да фрлиш гуга, ништо повеќе. Сега ќе јадеме и ќе прошетаме малце. Голема пољана и оп, еве ги камперите. Еве сме ние први. Има тука да си испаркираш сигурно уште неколку месенца, можевме и ондека и овде, но ова е окей за една вечер да пренокиме, да јадеме, да одмориме и најбитно од се да се осеќаш сигурно кога седиш тука. Овдека кога сте повеќе кампери, множина права да се осетиш по сигурно. Пиеме ракија од Камник, мускат, бела. Ова е тоа. Ајде на здравје. Good adventure. A good adventure here. Оу, на здраве јадење. А сега одиме на игралиште. Да играш, ти не знаеш уно. Ајде. Не може. Не. Уно. Стена! Не, стена! Уно! Ај. Не. Јас сум Уно! Еј ме победи моце. Браво, Марк. You was about to win, but I won. Што сека Марк за Божик? Телескоп, за кога ќе бидеме високо, да го вклучиме или не знам како се вклучува, да гледаме звезди. Само звезди? Па што има у space? Што има друго? Meteors, планети, Кои планети ги знаеш ти? Јупитер, Марс, Сатурн, Венера, А на која планета сме ние? Earth, А што свети навечер најако? месечината. Дедо Мраз, ако ја слушна пораката, обавезно за Марк телескоп бидејќи заслужи. 4 години ја се знае. Горе папагал сега, качене горе. Мачка држава. Има магла, но мислиме дека сонцето сака да излезе надвор. За денеска планот е да одиме на кај Халштат. Таму сме биле со Едит во 2016, мислам дека. Кога го немавме Марк и тогаш го фотографиравме на изгреј сонце, но овој пат нема да го фотографираме на изгреј сонце бидејќи не ни се станува. А Халштат, доколку не сте биле, е мало село во северот на Австрија, близу Салцбург и едно од најспектакуларните места во оваа држава, може и во Европа, што мора да се посети. А интересен факт е тоа што дека ова село има копија во Кина, бидејќи кинезите го обожаваат ова село и се направиле копија во Кина. Како ми е косата? Вау. Доколку сакате ваква коса, користете Wash and Go. Чекај, вака треба да правиме. Елсе. Кажи дека не е спонзорирано, ке мисля дека те плаќаат за ова Не што. изплаќа никој. Сигурно јас не сум за такви
вакви. Сакам кореанска козметика и козметики од аптеки. Таки биодерма, ла Еуцерин. еуцерин, такви сакам. Дедо Мраз да донесе. Дедо Мраз не носи тоа, Дедо Мраз ќе донесе за мама некој смарт-вотч. Што ќе имаме доручек? Денеска ќе има English breakfast. Ќе правиме baked bean, кравче во томатен сос, кобасици, тие беа на попуст и маца пиперка. Еве како изгледа доручекот што мама го спреми. Ајварки, пиперки, кашкавалче, германски колбас, графчиња, путер, едно дете, маслинки и овие од Lidl што се купуваат ги знаете, сигурно сте ги пробале. На здравје. I need to get топлинки. Тама не го прави новото видео. И сонцето искочи. Сино небо имаме. Дона Марк игралиштето има јавно WC, има топла вода? Топла вода има. Има сапун, некој остави тука. Вецето е ganz schön. No toilet paper, but that's totally fine. Look at this. Could have Македонски. Лудило. Толку беше. Лудило. Ајде Марк Нинджа, одиме. Полека да не плюснеш таму само. Новите наочари, бензинска стайл. Од кај се дојде? Бали. Спремни да возиме на кај Халштад. Не ме знаеш. Таквото. Има многу снег, више. Марк спија, доду вози и јас спремам ручек тука позади. Ке јадеме тие малечки компирчиња и брат тука. Купивме вчера кебапчиња, тие ќе ги направам или во тука во истиот пекач, кога ќе видат компирчиња спремни или не знам, ќе ги испршам во тенџере. Овде зејтин. Зачини. Овде вода. Vrije körperkultuur. Wat? Hier, this nudist thingy, FKK. Тука, геле. Не мислам дека ќе има некој да се сунче гол сега. Па, Germans, you never know. Стигнавме у Халштад, не се паркиравме во градот зашто е лудило. Полно со кинези се разбира. Ние се најдовме едно паркингче, онма во Обертаун, се дека сега градче. Обертаун, пред Халштад, на некои 5 километри. Тука можеш да платиш брод да идеш до Халштад, околу 16 евра и можеш да идеш околу цело езеро, околу пола сат пешки до градот. Така да ова е супер, плаќаме 22 евра за спиње на паркинг. Тоа е што е, ама сакаш Халштад. Готово да једам. Ќе видиме. Ајде да ви покажам како изгледа. Ај прво да платиме, бидејќи пишува ако не платиш ќе бидеш казнет, многу нормално. Друго што пишува, да не правиш кара, да не играш со топка, да не мочаш и да не пушташ тенда. Многу логично. Не сме кампирање, ова е паркинг. Имаме тоалети, не смееш да чистиш сива или црна вода. Guest registration. Како да направо? The white slip goes in front of the windshield and the rest you put in the box over there. Зошто зборев на англиски не знам. Значи еве колку што да се плати, 22 евра за кампер. Овдека плаќаме кампер, Вомо. Please wait, okay, I'm waiting. Да ви кажам искрено, ова е дури подобро да се паркираш во Халштад, бидејќи во Халштад кампот е оган скап, освен што е оган скап, тој што е негов е ѓубре невидено и ми текно ние кога бевме таму, кога доовме таа вечер, кај врнеше Ницберг како кучиње, како партнери бидејќи сме закаснеле, не знам колку таму 15 минути. А ако гледате на Google, истото го пишува и сега. Рецензиите дека е ѓубре, дека е ваков, дека е таков. Има 1700 ревјуа и 2,7 тарз. И сите кажува дека газдата е катастрофа. Затоа не платиме во камп. Не платиме, тука е значи 30 евра, таму е 45 плюс куртаксе, така се вика. Таму ќе те фати некој си скоро 60 евра, тука 30. Ова треба да го пополниме, белото ливче оди напред на комбе, другите ги оставаме во писмо во поштенското станаче во ондека. Forename, never heard of it. Волку немам пишувано рачно, средно школа кога бев. Ова можеш да не платиш, ама од тебе зависи. Ајде да не бидеме типични.
Ајде да видиме вецето. Леле, игралиште ондека. Машко. Супер чисто. Кај си братот? Наво сакам да го дам. Еве ни го дворот за денеска. Немој длабоко само е. Немам толку лабоко. Многу добро ова тука за 30 евра. Дури имаш и пикник маса, игралиште за дете. Ете го Халштад. Само да прекине дождот, ќе можеме да го летнеме дронот да видиме како ќе изгледа ова место. Како ви се допаднува? Пишете во коментар. Чао, чао. Ајде се спрздавме. Кебапчиња за денес, со компирчиња. Балкански ручек имаме денеска. Кебапчиња, салатче, ракија. Дуњата е за навечер, така виски ја пиеме. Ајде тогаш. Белата тогаш, ајде. Вечер ќе мавнеме на уно. Дил, ама ете да правам видео денес. Зашто овие луѓе ќе сакаат да гледаат. Мора да го направам видеото. А ја? Ова е со ракија. Ајде ти, ајде. Треба да спиеме, треба да одиме да завршиме ова, да го кој човек ќе победи 3 пати, тој ќе биде победник. Тоа ја да кажам. И после, што ќе правиме? После ќе се пиеме што ќе правиме. Зашто? Зашто треба да шетаме. Good night. Good night. Друштво, какви бои се ова. Мислам дека начекавме топ период да додеме да ги снимаме есенските златни нијанси во Австрија. Еве, гледајте околу нас. Приметив дека не ви кажав добро утро. Ќе одиме да пиеме кафенце малце, да видиме дали се готови со доручек мама и Марк, бидејќи треба да одиме да го истражиме Халштад, да го искористиме ова многу убаво време, а вечерта тука за спиење беше супер. Многу тивко, жив човек, немаше некој галама, топови. 30 евра, скапо звучи, да? Не многу ефтино за Халштад. Што имаме за доручек денес? Лепче. Со стирање со мед. Не обавил ти јадеш. Се наближуваме до Халштад, веќе половина час одиме пешки од нашето комбе и нашиот камп до едно од најпознатите селца во светот, Халштад. Гледате го погледот. Значи цело време одиме и гледаме овакво нешто. Ова е убавина. А Маркче е со ролер и нема гајле, значи ги оди 4 км или ги рола без проблем, затоа што ќе има торта во Халштад. Игралиште. Првиот стоп. То позастануваме тука, не само таму, него гледам и друго дека зиплайн. Тука е малцок да мене овој тунел. Овдека е рај за деца, гледате го место. И рај за нас. Ова тука е најпопуларното место за фотографирање во Халштад. Гледате, полно е со луѓе, сите се фоткаат. Стигнавме во Халштад, една од најпознатите села во светот, а е најпопуларно во Кина. Нешто вкусно има тука, со 3 евра американо. Еве сега прават спонтана слика.
Толку е селото популарно во Кина што имаат направено копија од него. Доколку живееш овде, не смееш ништо да менуваш, да додаваш модерни работи и мора да се зачува автентичниот изглед. Ајде да ги видиме цениве тука. Колку глупо ги стаиле, овие си уживаат, ние ги гледаме тука. По 25 евра. Риба 35. Евангелистичката и католичката црква се тие што го прават Халштад да биде село за разгледница. Халштад се наоѓа на езерото Халштад. На времето Халштад бил познат по ископувањето на сол, уште од праисториски времиња. Доколку сте фотографи, по 5 часот наутро треба да дојдете на ова место овдека, да фатите позиција и да фотографирате на таму. Гледате колку луѓе има. Многу добро место за фотографирање од тука. Од таму кога ќе изгрее сонцето, овој дел тука многу убаво ќе биде осветлен. Значи многу добра фотографија. Не ми се верува дека повторно почнам за фотографија да зборам. Година и пол, година и 7 месеци веќе, но мислам дека наскоро ќе се вратим. Намерно не ја земав камерата овој пат, да издржам уште малце да ме јаде. Да влезам да ја видам само. Многу лошо вака со вакво време. Трнавме на облечени со джемпери со се. Сега ми станува жешко. Мене ми е жешко, на Марк му е жешко. Тебе? Мене ми е жешко, ама мрзлива сум да ги носам и затоа нека ми биде жешко. Не го кав джемпер ќе носиме 5 кила сега. Таман се соблековме, дојдовме до езерото, почна да дува ладен ветер сега. Треба пак да се оплакам. Гледате како не пречекуваат тука. Не беби данку. Шо ти стана, бе? Те мавна струја? Да. Значи, од ова те мавна струја? Да, пази. Пази многу. Пази мачката. Која мачка не е глуп да искочи? Oh my god, веќе ти беби. Само што стигнавме на фармата, тука е 38 евра една вечер со туш, тоалет и тоа, без струја. Еве каде сме паркирани, гледате како погледот што го имаме. Мислам дека позади тие планини е Кёнигзе, а доколку платиме 48 евра, ќе имаме за користење гондола да одиме до таму каде што има многу интересни работи за деца, игралишта, патеки за планинарење, интересни активности. Моментално температурата е околу 5 степени. 6. Малце скапичко, но тоа е што е. Што да правиме? Мали брат ке шета малце кај магарињата. Пременши, одмори. Пр. Ајде да видиме што ќе прави долу. Екипа, ви благодарам што го гледавте ова видео. Баравте полого, еве ви полого. Се надевам ми се допадна. Се гледаме во наредно. Пис!